Вести на Канал 8. Добар ден. 34 годишен кочанец кој планирал со авион да патува за Шведска, неодамна е вратен од скопскиот аеродром. Вели дека полициските службеници не му дали објаснување за причините, па се сомнева дека тоа е направено поради неговата ромска етничка припадност. 34-годишниот Сеад Јашаров од Кочани неодамна доживеал непријатно искуство, откако наместо да патува кај роднините во Шведска, бил вратен од полициските службеници на аеродромот во Скопје. Откако ги поминал двете патнички контроли на авионските билети и другите документи, бил запрен од полицаец кој му нашол забелешка поради мало оштетување на пасошот и му наредил да се врати назад. Не помогнале ниту објаснувањето од Јашаров дека со истата патна исправа патувал многу пати досега и дека немал проблеми, а освен тоа поседувал и потребна писмена гаранција за престој кај роднини во Шведска. Божем куќи ме искара. Ја имам одено 50 пати. Тегите. Нека снимат. И Швајцарија, и Германија, и Шведска, секаде. Никој не ме е врнал до сега, а те те печату. Земаа ми и картата и гаранцијата. Се ми зема. Зошто сакаше да одиш за Шведска? На гости одам ја 5-6 пати веќе. Имаш некој? Имам си роднина, имам брачетка и за жена требаше да одам. Јашаров вели дека со себе носел доволно пари, а и роднините во писмената гаранција тврделе дека можат да го примат на гости и да ги поднесат трошоците за неговиот престој кај нив. Сепак не добил објаснување дали тоа е причината што бил вратен назад, па се сомнева дека можеби тоа што е ром било пресудно за одлуката на полицискиот службеник. Поради национална база. Емиграција. Мислат дека азуланти ќе одим. Те тоа е. Имате ли намера да барате азил? Не. Не сум барал и нема да барам. Зашо? Зашо да барам азил? Ако треба и до Страсбург ќе дојдем. Поради непријатната случка на аеродромот во Скопје, што ја забележале сите патници, Јашаров се чувствува навреден и понижен. Се обидел настанот да го пријави во полиција, но постојано добивал известување дека службеникот кој треба да го разгледа неговиот случај е одсутен. Поради тоа изгубил скоро 2 недели и дури сега ќе бара правна заштита. Настанот со 34 годишниот кочанец се случил во истиот период кога од аеродромот во Скопје беше вратена актерката Емра Куртишова, за што медиумите веќе ја информираа јавноста. Во ресторанот Амбасадор во општина Чешино во Облешево беше одржана втората форумска сесија од проектот за управување со речниот слив на Брегалница. Приоритет доби проектот за изградба на прочистителна станица за отпадни води во Кучичино. Граѓаните кои активно учествуваат на форумските сесии се запознаа со презентациите за трите концепти кои самите ги предложија на првата форумска сесија. Изградба на прочистителна станица за отпадни води во Облешево, изградба на прочистителна станица за отпадни води во Кучичино и реконструкција на пречистителната станица за отпадни води во Чешиново беа понудените проекти. За секој од овие концепти се разви дискусија, истакнувајќи се бенефитот што од нив би го имале жителите на оваа општина, а како приоритетен беше оценет и избран концептот подреден број 2, односно изградбата на прочистителна станица за отпадни води во Кучичино. Во селото има локален водовод со кој стопанисува јавното претпријатие за комунални дејности Облешево. Со средства од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој започна активностите за реализација на проектот изградба на канализационен систем во село Кучичино. Работите би требало да завршат во рок не подолку од 90 дена, колку што предвидува временската рамка на проектот. За да се заокружи целиот овој систем, потребно е изградба на пречистителна станица за фекалната канализација. Фекалните и атмосферските води поради непостоење на пречистителна станица би се излевале директно во реката Брегалница. Со самото излевање во коритото на реката постои опасност од умирање на живиот свет. Директна корист од проектот ќе имаат 591 жител на Кучичино, а како индиректни корисници се јавуваат жителите на околните населени места и жителите на поширокиот регион околу Брегалница. Носител на проектот е општина Чешиново Облешево. Партнер е јавното претпријатие за комунални дејности Облешево.
Вкупниот буџет за проектот изнесува 4.861.727 денари. Кочани високо конкурира на списокот на општини во регионот во кои има населени места без ниту еден или со само неколкумина жители, претежно старци. Сите овие села се во планинскиот регион и повеќе од сигурно е дека нивниот број ќе продолжи да се зголемува, вели првиот човек на општината. Две села во општина Кочани официјално постојат само на хартија. Во нив веќе неколку децении никој не живее, па се водат како населени места без жители. И двете се во планинскиот регион, што се смета за попасивен и без соодветна инфраструктура за одржување на животот во нив. Со тоа, општината е во просекот на регионално ниво на истокот според населби без население. Сепак, трендот не е запрен и останува заканата дека и другите села можат да се запустат. Пасаджиково и Вранинци се села без жители, додека во другите села, во сите имаме уште активно население. Безиково е едно од најслабо населените. Сите карактеристика, како што реков, кај сите е карактеристика дека се воглавно стари луѓе и дека во ниедно од тие села немаме ученици. Последната свадба која што е направена во планинскиот дел е во Јастребник, сепак е тоа едно од поблиските села до Кочани, која што е направена во 1976 година. Значи, после тоа немаме воопшто ниту една свадба, ниту едно ново раѓање, туку само старците ги одржуваат тие простори, односно тие куќи кои што се во Осоговскиот дел. Миграцијата од економски и социјални причини кон крајот на 20-тиот век е главниот придонес за планинските села да опустошат, а нивното население да се пресели во градот. Димитровски признава дека опасноста за опустошување на другите населени места се уште не е отстранета. За жал, за она првото што реков во планинскиот дел, тој процес е неповратен. Тие старци кои што останаа во 20 села во Осоговието, воглавно се над 50-55 години и тие се оние кои што ги поддржуваат тие домови. Нерешавањето на главниот проблем, на патиштата, на инфраструктурата, значи, и на одредени села како Главовица, водоводот, допринесува до тоа да и тие на некој начин сакаат да се иселат од тој дел. Со позитивен тренд не можат да се пофалат ниту селата во рамничарскиот дел од општината, смета Димитровски, каде иако нема целосно осипување на населението, сепак карактеристика на младата генерација е привременото заминување во странство заради обезбедување екзистенција. За сега шампиони на истокот според бројот на опустошени населени места се општините Берово и Пехчево, како и соседниот Штип. Врнежи од дожд и грмотевици. Пристигна влажниот бран во Кочани и Македонија, што ќе донесе дестабилизација на временската состојба на средина до неделата. Невреме со послаб интензитет повторно го погоди Кочани. На облачувањето настапи во попладневните часови, пошто следуваа врнежи од дожд и грмотевици. Дуваше и ветар со помала јачина, кој за среќа не предизвика поголеми проблеми во сообраќајот или во телекомуникацијските врски и електронапојувањето. Влажен бран доаѓа над Македонија. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса која доаѓа од Медитеранот, во текот на ноќта во земјава се очекуваат врнежи од дожд проследени со грмежи, особено во западните делови. Слично време се најавува и за среда, кога наместа ќе има пообилни врнежи од дожд проследени со грмежи. Локално ќе наврнат и над 30 литри на метар квадратен. Денната температура ќе се движи од 20 до 27 степени. Во Кочани ќе преовладува слично време со температура до 25 степени. Во следните денови не очекува сончево време со умерена облачност, но во попладневните часови ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Денната температура ќе биде во пораст и кон крајот на неделата ќе се движи од 29 до 35 степени. Управата за хидрометеоролошки работи препорачува во случај на појава на електрични празнења граѓаните да бидат внимателни, да не престојуваат на отворено и подосамени дрвја. Водостопанство Брегалница започнува постапка за потпишување договори за водокориснички услуги со земјоделците од регионот. Пријавувањето за склучување договор е задолжително и ќе се одвива до почетокот на август. Проблемот со наплатата на водниот надоместок од земјоделците, Водостопанство Брегалница од Кочани ќе се обиде да го реши со склучување водокориснички договори.
Воведувањето на оваа новина било планирано да започне уште пред почетокот на овогодишната наводнителна сезона, но поради изготвување соодветно софтверско решение, односно електронско воведување на договорите, се задоцнило извесен период. Во водостопанското предпријатие велат дека ги имаат внесено податоците за сите корисници, но потребно е секој земјоделец кој користи вода од системот за наводнување да дојде или во просториите на Брегалница или на пунктот во местото каде што живее и да склучи договор. Имаме истакнено соопштение, значи денес ги истакнуваме соопштенијата во сите населени места кои што се во нашиот хидросистем и таму пишува на кое место и во кој ден ќе бидат присутни луѓето од Водостопанство Брегалница, за да можат нашите водокорисници да дојдат и да склучат договор со Водостопанство Брегалница. Потребни документи за склучување на договорот и се имотен лист, купоподажен договор, договор за закуп и лична карта. Лична карта, значи тие податоци се потребни, документи се потребни за да склучат договор со нас, додека пак ако имат некој проблем со вадење на документи или било како што, или имат некои други договори, ќе ги поканеме за да дојдат во просториите на Водостопанство Брегалница во Кочани, договорот да го склучат овде на лице место. Подпишувањето на водокорисничките договори е задолжително и во просториите на Водостопанство Брегалница во Кочани може да се направи секој работен ден, а во другите населени места на однапред определени датуми истакнати на соопштенија во местните заедници. Со подпишувањето на договорите, двете страни подписнички преземаат обврски што писмено гарантираат дека ќе ги исполнат. Во договорот ги пишува сите тие обврски, значи треба водокорисникот да има измерено водниот наместок да го има измерено за претходната година, значи редовно да се ги измерува водниот наместок, домакински да управува со водата, затоа што Водостопанство Брегалница дистрибуира вода само во мрежата за наводнување, додека секој водокорисник ќе треба да си ја преземе водата од каналите за наводнување, да си ја транспортира сам до своите површини и да ја користи рационално. Со договорот, обврска на Брегалница ќе биде да обезбеди доволно вода во текот на наводнителниот период. Рокот за склучување водокориснички договори е до 15 август, а после тој период водостопанското предпријатие планира посебни цени, односно посебни мерки за водокорисниците. Летна работна облека, односно мајци за вработените во комунална хигиена и градско зеленило на комуналното јавно предпријатие Водовод, донираше предпријатието Екопак Хит. Со тоа продолжува долгорочната соработка на двете предпријатија, со која е планирано и обезбедување соодветни контејнери за селективно депонирање на отпадот. Се подновија вработените во работните единици комунална хигиена и градско зеленило на Кочански водовод. На подарок од компанијата Екопак Хит добија летни мајци како дел од работната униформа, што е во рамки на соработката на двете предпријатија. Маиците се во различна боја во зависност од секторот во кој припаѓаат работниците. И тоа е втора донација во ХТЗ опрема, откако пред половина година вработените добија зимска работна облека. Што гледате, продолжува со донациите. До сега имавме континери од 1,1 и канти донации и ХТЗ опрема, кои што гледате и сега што се облечени, тоа се донација од Екопак Хит во поглед на ХТЗ опремата. Според Евтимов, соработката со Екопак Хит ќе продолжи, при што наскоро во план е донација со поголема вредност за заштита на животната средина. Во иднина следи донација на континери, оние континери кои гледате низ градот пробни кои беа за собирање на картонската амбалажа, значи примерната селекција на комуналниот отпад, и да ви информираме дека такви континери ќе има на повеќе пунктови во градот, со единствена цел оноа гломазниот отпад кој прави проблем на депонијата да се отстрани во иднина. И воедно користам прилика да апелирам на граѓаните да се придржуваат на таа селекција, значи да не се меша отпадот, оној што е пет амбалажата, хартината амбалажа и стаклената со другиот отпад. Донацијата на работна облека од компанијата Екопак Хит е дел од програмата за управување со отпад од пакување, со која освен контејнери за разделно собирање отпад, Водовод доби и мрежа за оградување на градската депонија, со што е оневозможено влегувањето животни.
Објавен е конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови за студиската 2014-2015 година. Во државните студентски домови и други соодветни објекти за сместување ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија. Распределбата на вкупниот број на расположливи места во домовите ќе се врши на следниот начин. Прва група 40% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за студенти на кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во земјава. И тоа студенти, деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца корисници на социјална парична помош и постојана парична помош, деца на самохран родител, деца на невработени родители и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини. Во првата група спаѓаат и студенти деца на самохрани родители, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, со посебни потреби и корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини, за кои вкупните приходи во семејството се над нето минималната плата утврдена во земјава. Втора група 25% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето. Трета група, 35% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за редовни студенти запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи кои не припаѓаат во првите три групи. Од вкупниот број расположливи места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за студенти кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Македонија. Продолжуваме понатаму со вестите на Канал 8. Општина Кочани ги известува граѓаните дека поради изведување градежни работи од среда 16 јули ќе се воведе времена измена на режимот и условите на сообраќајот на улицата Димитар Влахов. Измената се однесува на потегот од кракот со Маршал Тито кај трговскиот центар до крстосницата со улицата Стево Теодосиевски. Општината ги повикува учесниците во сообраќајот да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. И за крај спортската информација. Илинденски спортски игри 2014. Турнирот во Чешиново Облешево кон Средина во Зрновци почнува од вторник. На програмата на Илинденските спортски игри во вторник се надпреварите помеѓу Облешево и Кратер со почеток во 17 часот. Екипите на Чифлик и Теранци во 19 часот го играат вториот надпревар од втората група. Чифлик и Облешево имаат освоено по 3 бода, Таринци и Кратер се без бодови. Екипите од првата група одиграа по 2 надпревари, меѓу кои како фаворити се издвоија Чешиново и Бања со освоени 4 бода, Белие со 3 и Спанчево е без бодови. Од четвртата група, Соколарци е на врвот од табелата со 4 бода, Караормар има бод помалку, Крупиште освои 2, а екипата на Пишица е на последното место со 1 бод. Екипите од третата група во наредните денови ќе ги играат вторите надпревари. Карбинци и Чердаклија се со освоени 3 бода, а Зрновци и Куччино се без бодови. Во склоп на Илинденските спортски игри 2014 во тек е пријавувањето за учество на турнирот во шах и велосипедизам. Од организацијскиот одбор апелираат сите заинтересирани пријавувањето да го извршат најдоцна до 22 јули во просториите на општина Чешиново Облешево. По повод Илинден 2 август и општина Зрновци организира турнир во мал фудбал од 15 до 31 јули. Надпреварите ќе се играат во вечерните часови под рефлектори. Ќе учествуваат 12 екипи поделени во 2 групи. Во групата А се Видовиште, Боби Тим Кочани, Фабијан Зрновци, Трасино Мородвис и Дедо 23 Мака Зрновци. Групата Б ја сочинуваат ветерани Зрновци, Младост Оризари, Лески Градовци, Виница и Младинци Зрновци.
Вестите на канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.